Добар ден, почитувани, ова е најновата Телма амбуланта. Кои причини доведуваат до намалување на функцијата на бубрезите? Како влијае животниот стил? Дали одредени наши навики може да наштетат на бубрежното здравје? Зошто одредени хронични болести се сметаат за ризични кога станува збор за бубрежната слабост? На каков начин покачениот шеќер во крвта ги оштетува бубрезите? А што е со покачениот крвен притисок? Дали бубрезите се секогаш жртва на хипертензијата или пак може да бидат и виновник за неа? Имаме бројни прашања на кои што одговор ќе побараме од доцент доктор Ирена Рамбабова-Бушлетич, нефролог од Универзитетската клиника за нефрологија. Ке го погледнете разговорот по рекламниот блок, затоа останете на Телма. Кои причини доведуваат до нарушена функција на бубрезите и нивно слабење? Ќе ја запрашаме доцент доктор Ирена Рамбабова-Бушлетич, нефролог, директорка на Универзитетската клиника за нефрологија. Докторке, добре ни дојдовте. Добре ве најдов, благодарам за поканата да бидам дел од вашата емисија денес и да споделиме некои информации и искуства. Така, денес имаме навистина интересна тема и ќе ги разгледаме најчестите ризик фактори кои што може да доведат до еден ваков проблем. Дел од нив не можеме ни да наслутиме дека може да ги оштетат бубрезите, но пред да преминеме на сето тоа, ќе ве запрашам дали можеме да живееме со еден бубрек со оглед на тоа дека овој орган оди во пар. Така, бубрезите се парен орган, како што споменавте, и за среќа од некои други органи, овде доколку се отстрани или има некои вродени причини да биде одредена индивидуа со еден бубрек, може задоволително да продолжи да живее со едниот бубрек. Најчесто тој бубрек ја превзема функцијата и на останатиот, на тој што недостасува. Се зголемува при тоа? Се зголемува и физички, ја зголемува функцијата, меѓутоа во услови кога, да речеме, условно се друго нормално функционира, така да може да има човек сосема нормален живот и со еден бубрек, и токму заради тоа и може одредена здрава индивидуа да биде и донор на бубрек за некој свој близок, доколку има таква потреба. Сега некој има потреба за дониран бубрек во случај кога доаѓа до бубрежна инсуфициенција, односно до откажување на бубрезите. Чест ли е тој проблем? За жал, во последната декада се поголем е бројот на пациенти кои што имаат бубрежни заболувања и некоја светска статистика во која што влегуваме и ние секако, се смета дека секој 10-ти адултен жител на земјината топка има одредена бубрежна слабост, дури и најголем дел од пациентите и самите не се свесни, не знаат дека ја имаат бубрежната слабост, а секој трети понатаму се смета дека е на ризик да развие. Зошто е тоа така? Затоа што тие причини кои што доведуваат до најчести причини за развој на хронична бубрежна болест се во пораст, тоа се хипертензијата и диабетот, и секако и зголемениот животен век. Значи се повеќе луѓето живеат подолго благодарение на напредокот на медицината, меѓутоа за сметка на тоа и ризикот за појава на намалена бубрежна функција, така да бројот за жал е во пораст и се смета дека негде околу 850 милиони жители имаат хронична бубрежна болест и е хроничната бубрежна болест е еден сериозен ризик фактор за морталитет кај популацијата. Кога еднаш ќе започне хроничната бубрежна болест, односно бубрежната слабост, може ли да запре, да се излекува? Ако еднаш веќе се диагностицира хронична бубрежна болест, ние медицинарите тоа го класифицираме според тие светски препораки на најголемите нефролошки здруженија. По препораките е дека постојат 5 стадиуми. Првите 2 до третиот стадиум може да се следат и кај општ доктор и кај интернисти, меѓутоа веќе во понапреднатите стадиуми, 5-тиот стадиум, веќе се смета дека комплетно е нарушена бубрежната функција и има потреба од одредена заместителна терапија, како што ние викаме, тоа е диализа, вклучувајќи хемодиализа и перитонеална и трансплантација. Доколку е во раните стадиуми, со соодветен третман на тие причини кои што довеле,
со стабилизирање на функцијата на тоа одредено оштетено ниво, да речеме, со одредување на функцијата, може човекот да живее сосема солидно, задоволително и да не стигне до терминална бубрежна слабост. Но не може функцијата да се врати на бубрегот онаква каква што била пред оштетувањето? Има одредени состојби каде што има оштетувања, кај што се уште не ги дефинираме дека е хронична бубрежна болест, која што треба да трае според тие дефиниции најмалце 3 месеци, да има сериозни импликации на здравјето, тогаш веќе е дефинирана хронична бубрежна болест, меѓутоа со соодветен третман и кај одредени состојби, тај може да се стабилизира и да остане на тоа ниво, да не прогредира понатаму. Или барем да не прогредира, како што ние кажуваме, до комплетно откажување на функцијата на бубрегот, да е потребна одредена замена за таа функција преку апарат или трансплантиран бубрег. И сега да ги разгледаме најчестите состојби, најчестите ризик фактори кои што може да доведат до бубрежна слабост, односно до нарушување на функцијата на бубрезите. А тоа се, како што споменавте, дијабетесот на прво место, високиот крвен притисок и болестите на срцето, потоа дебелината, пушењето, одредени лекови, дехидратација, возраст, болести на бубрезите. Ке започнеме со дијабетесот. Симптомите на дијабетес понекогаш, доктор, ке често се забележуваат. Некои лица со години имаат дијабетес, а не се свесни за тоа. И сега, дали оваа неконтролирана состојба со покачениот шеќер во крвта секогаш ќе направи проблеми со бубрезите? Дијабетот и хипертензијата се водечки причини. Дури понатаму, после третото ниво доаѓаат, ние како што ги кажуваме, типични нефролошки заболувања, гломеруларните заболувања, одредени цистични болести, тубуларни заболувања и останати заболувања кои што се, да речеме, малце помалку чести. Дијабетот ја води главната улога заедно со хипертензијата. Ова што ме прашавте, дали дијабетот е навреме секој пат диагностициран, за жал не. И затоа најмногу што ние сакаме да пропагираме и да ја подигнеме свесноста е за рана диагностика на дијабетот и рано започнување со третман и секако и ран и навремен третман на хипертензијата. Секако не сите исклучително пациенти што се со дијабет, за среќа не развиваат сите хронична бубрежна болест и не сите одат до таа терминална фаза. Што е многу битно, најбитен е скринингот на општата популација и тука главна улога имаат матичните доктори и интернистите заедно. Таму се пациентите најчесто присутни, матичните доктори најмногу ги познаваат, најчесто ги гледаат. Сите оние случаи кои што ќе стигнат во терциерно здравство на нашата клиника и останатите уште неколку институции, таму веќе пациентите имаат сериозни нарушувања. Најчесто она што е како по дефиниција после 7 до 10 години од диагностициран дијабет можат да се јават бубрежни заболувања. Дори доколку болеста е контролирана? Доколку нивото на шеќерот не варира премногу? Доколку е навремено диагностицирана и доколку е соодветно третирана со соодветни следења, може да се појават минимални оштетувања и дури кај некои пациенти немаме никакво бубрежно заболување. Тука одат зошто тоа се развива, затоа што дијабетот прави оштетување на тие најмали крвни садови во организмот и тука се бубрезите, затоа што таа функционална единица на бубрегот е како едно клопче од крвни садови. Тука е оштетувањето, тоа милје на покачен, перманентно покачен шеќер во крвта и оштетување на, знаеме дека голем дел од пациентите со дијабет имаат и нарушување на видот, имаат нарушување понатаму и на другите крвни садови, како што се промени на екстремитетите. Знаеме дека доста широк диапазон на придружни заболувања се јавуваат. Така да во цело тоа милје страдат и бубрезите. Дали е неопходно кај лицата со диагностициран дијабетес да се прави редовен тест преку урината за утврдување на оние микроколичини на протеини? Така. Тоа што го споменавте е веројатно и најбитна алатка во следењето и
секако и во диагностицирањето на диабетот и на овие што ги споменавме заболувања. Се работи за ние да видиме каква е функцијата на бубрегот после два многу едноставни и релативно ефтини тестови. Тоа е одредување на серумскиот креатинин во крвта преку земање на една лабораториска анализа во склоп на тие пошироки лаборатории кои што треба да ги правиме сите како скрининг или како систематски прегледи или кај редовни, барем годишни прегледи кај матичните доктори. И еден исто многу едноставен тест на урината. Се одредуваат токму тие што ги споменавте, најмали молекули на протеини, односно на микроалбуминурија во урината, и тој е многу едноставен и многу ефтин тест кој што многу кажува за понатаму. Достапни се овие тестови за нашите пациенти со диабетес? Тие тестови се достапни, да, ги правиме сега подостапни да бидат и да ги знаат. Тие се едноставни и се релативно ефтини, меѓутоа да бидат пошироко достапни и да можат тие да ги прават и матичните Колку често треба да се прави овој тест? Кај пациенти кои што се во регуларен скрининг, рековме дека скринингот е најбитен, затоа што така можеме да откриеме и новодиагностицирани пациенти кои што имат покачени или вариабилни гликемии, тие треба барем еднаш годишно. Доколку се работи за веќе диагностициран диабет, секако тука се ендокринолозите кои што понатаму ќе го насочат пациентот дали ќе бидат тие месечни, 3-месечни, 6-месечни, како тие ќе ги следат или можеби ќе бидат и тие годишни тестови. Значи се прилагодува индивидуално. Да, индивидуален пристап, меѓутоа скринингот е доста битен каде што многу податоци можеме да добиеме за понатаму да се упатат пациентите на повисоко ниво. Доколку во урината се најдат овие микроалбумини, ако ве разбрав добро, значи мали молекули на протеини, мали частички протеини, дали тоа со сигурност значи дека се оштетени бубрезите? Може ли тоа да е случајно? Тоа е така, може да биде и случајно, може одредени состојби како што се моментални инфекции, фебрилни состојби, значи многу е битно кога го земаме тестот, меѓутоа микроалбуминуријата веќе е знак на некакво бубрежно оштетување, каде што треба веќе да им обрнеме едно поголемо внимание. Доколку се работи за микроалбуминурија, диабетот и хипертензијата, веќе доколку се работи, како што ние нарекуваме манифестна протеинурија, во повисок ранг протеини излачење, тогаш треба да размислуваме и на други заболувања и тогаш имаме еден поинаков тест, односно процедура за да се додиференцира етиолошки, да се расчисти потеклото на тие протеини, тоа е бубрежната биопсија. Подетално за диагностиката ќе позборуваме подолу во емисијата. Сега преминуваме на следниот ризик фактор, што рековте дека е подеднакво важен како и диабетесот, а тоа е високиот крвен притисок. Знаеме дека постојано се снижува вредноста за нормалниот крвен притисок. Дали тоа значи дека и благо покачен крвен притисок може да ни ги оштети бубрезите? Така, за одредени возрастни групи имаме различни нивоа на препорачани вредности за крвниот притисок, секако да бидат испод 130, испод 80 мм живен столб или за кај повозрастните малку повисоки вредности. Меѓутоа, доколку многу е битно дали е тоа во одреден период само и во другиот период пациентот има нормален крвен притисок, дали трае покачен крвен притисок и ако можеби не до тој највисок стадиум каде што се високи вредностите на крвниот притисок, трае долго време, исто така може да биде ризик фактор. Зошто е тоа така? Значи прави промени повторно на крвните садови кои што ги прави крти, понатаму кај заедно со се возраста тие атеросклеротски промени плюс дополнителни болести ако има, ги прави промените и на бубрезите и тие се трајни оштетувања. Исто со овој уринарен тест кој што вие го споменавте, на тие таблици кои што ние ги имаме за ризик фактори кои пациенти треба да се стратифицираат за посебна терапија, за посебен пристап во лекувањето, би требало да влезат и овие пациенти кои што имаат покачен крвен притисок, кои што имаат дополнително бубрежна слабост и доколку имаат
протеини. Значи сето тоа влегува во една класификација каде што се издвојуваат најризичните групи. Зошто е тоа битно? Најпрвин е битно да се даде соодветен третман и да биде тука стабилизирано. И ово што ме прашавте вие дали може да се вратат назад, секако во ранните стадиуми, додека уште не се иреверзибилни промените или неповратни. Значи на време, доколку се тие пронеде проблемот. сите промени можат да одат во фаза на регресија и во стабилизација. Ако добро ве разбрав, и хроничниот крвен притисок прави проблем, но и оној кој што ненајдено акутно се качува. Да, и тој што ненајдено од различни причини се качува, кај одредени може да бидат состојби кај што има одредени тумори кои што лачат одредени хормони во период на бременост. Сме слушнале дека и трудниците знаат да имаат една посебна состојба која што се јавува исклучително во бременост и е во одреден период многу покачен, значи знае да прави и оштетување трајни на бубрезите. Меѓутоа, ние сега зборуваме за оние хронични состојби кои што е нетретиран, нелекуван или можеби пациентите го толерирале, се навикнале во тек на време. Тие состојби заслужуваат посебно внимание за бубрезите нема да се навикнат никогаш на покачениот крвен притисок. Нема да се навикнат, односно ќе се навикнат, меѓутоа ќе има прогресија во оштетувањето. Дали високиот крвен притисок е секогаш само виновник за оштетувањето на бубрезите, или пак може бубрегот да биде виновник за покачениот крвен притисок? Така. Убаво е прашањето, затоа што одредени бубрежни заболувања, карактеристични, особено кај помладите, тоа се гломеруларните заболувања, кои што одат со оштетување на тој градбен елемент функционален на бубрезите и се манифестираат со појава на протеинурија, веќе не оние помалите протеински молекули, туку веќе е манифестна протеинурија и можеме да видиме доколку пациент се јави и дури не знае дека е тоа забележено, меѓутоа на тие систематски прегледи, дури во тинејџерска или адолесцентна возраст или детска, има некои плусеви на протеини, кои што не биле можеби доиследени и траат подолго време. Се работи за гломеруларно оштетување, за гломеруларна болест, која што треба да се третира на терцијерно ниво. Токму тие состојби понатаму можат да доведат до пораст на крвниот притисок. Значи, кај млади пациенти кои што имаат во урина протеини и кои што имаат покачен крвен притисок, е добар знак и симптом да бидат понатаму препратени кај нефролог, колку порано може да биде, за да се постави точна диагноза и да се види со кој тип на терапија, дел од имуносупресивната терапија, за да повторно да се стабилизира или доколку е можно и да се врати функцијата во таа нормална вредност. Значи, болеста на бубрегот е причина за покачениот крвен притисок. Сега, дали овој покачен крвен притисок дополнително ги оштетува бубрезите? Тоа е во една, како викаат, во маѓесен круг, кој што оштетувањето е двонасочно и самото бубрежно заболување прави хипертензијата и нетретираната хипертензија и затоа, за жал, имаме млади пациенти кои што во период на години компензирале, добро се чувствувале, а немале потреба може со големи симптоми да се јават кај доктор, меѓутоа веќе доаѓаат на клиника во еден период кој што има веќе постигнато сериозно нарушување на бубрежната функција. Покрај покачениот крвен притисок, исто така и болестите на срцето и крвните садови се ризик фактор за бубрезите. Дали секој пациент кој што има некаква болест на срцето е во сериозен ризик да стане бубрежно болен? Кај еден добар дел од пациентите кои што имаат навистина нарушена срцева функција, пациенти кои што се хронични, со хронични кардиомиопатии, со останати можеби вродени заболувања, со тек на време. Зошто е тоа така? Затоа што таа перфузија на органи, односно прокрвувањето како што треба, со тек на годините, како слабе срцевиот мускул, слабе функцијата и оштетувањето одат и на бубрезите. Токму заради тоа значи срцева слабост, слабост и на бубрезите. Да, кај еден дел од пациентите секако. Пак ќе кажеме дека таа спрега на неколку органи што се срце, бубрези, мозок,
црн дроб се сепак тие во една заедничка спрега и прават и едните заболувања се пренесуваат на другите органи, така да многу сериозен пристап кај овие најкомплицирани наши пациенти. Докторке, а некој што имал инфаркт, што е со тие состојби може да се Кај некој може, меѓутоа кај некој и не доаѓа. Значи тука нема правило. Тука нема правило, се зависи колкаво е оштетувањето, во која фаза, дали тоа е санирано, дали со нивните процедури е стабилизирана срцевата функција. Може да биде кај некои пациенти имаме после сериозни кардиолошки процедури каде што се даваат и одредени контрасти заради диагностика, заради стентирање на коронарните крвни садови, знаат да после неколку дена од таа витална индикација, секако, знае да дојде до оштетување на бубрезите. Овде знаеме да видиме оштетувања кои што се краткотрајни, некој пат и се третираат и со диализа, меѓутоа понатаму се опоравува бубрежната функција, тогаш зборуваме за едни акутни оштетувања и пациентите можат да бидат испишани дома во стабилна и бубрежна и срцева функција. Следното на листата ни е дебелината. Так. Секогаш дебелината е ризик фактор и дали секоја дебелина е подеднакво опасна за бубрежното здравје? Бидејќи знаеме има стомачна дебелина, централна дебелина и она дебелина која што е покарактеристична за жените и масните ткива се таложат на бедрата, на задникот и слично. Дебелината со одредување на тие параметри е дебелина, секако зборуваме и за висцерална таложење на масноти и сето тоа, меѓутоа покачената телесна тежина, резултат на веројатно современиот начин на живот, на исхрана, знаеме, богата со јаглехидрати, напитоци кои што се со јаглехидрати. Сите имаме нешто помалку време за физичка активност, за движење, долго седење. Дебелината е секако ризик фактор и за кардиоваскуларни и за бубрежни заболувања, така да препораката е оптимална исхрана со салати, помалку црвено месо, риба, медитеранската исхрана со советува. И за да барем тој ризик фактор заедно со пушењето кој што и претходно го споменавте, повторно да се минимизира ризикот. Секако знаеме дека дебелината е најлесно да се каже, меѓутоа најтешко се постигне посакуваното. Така да треба вистински таму пристап и поддршки од семејството и доследност. Ова е многу интересно прашање за дебелината, бидејќи меѓу народот постои убедување дека е добро да се има масно ткиво кога станува збор за бубрезите. Нели има една поговорка живее како бубрев во лој, нели се смета дека е добро ако бубрегот е опкружен со масно ткиво. Нема дебелина која што може да биде добра за организмот секако. Значи дебелината си прави други оптоварување на функцијата на срце, оптоварување на функцијата на бубрезите за екскреција на тие крајни продукти на метаболизмот на протеини, така да сето тоа води до еден зачаран круг повторно. Значи тоа не е точно народно убедување, тоа не е така. Тоа е некоја поговорка која што има поинакво значење. Да. Добро, одиме понатаму, пушењето го споменавте, сега лековите се следни. Дали има одредени лекови кои што се дел од хронична терапија, секојдневна терапија, кои што може да доведат до оштетување на бубрезите? И тоа е еден сериозен проблем, особено кај луѓе кои што имаат хронична болка, луѓе кои што примаат терапија за мигренозни болки, за ревматски заболувања кои што долго траат. Најголем ризик е примање на антиревматиците, на нестероидните антиревматици, кои што се примаат, што е многу битно да кажеме, е многу битно дека се примаат долго време, секојдневно и во комбинација обично 2 лека, и тие прават на долги патеки, прават исто така оштетување на бубрезите, на еден од нивните градбени делови. Секако луѓето кои што примаат таква, имаат потреба да примаат, треба да им се каже во кој период, што треба да се земе, што да не комбинираат, додека се, да речеме, додека се стабилизираат тие хронични болки. И оваа состојба посебно е застапена кај жените, особено во
пред многу години како аналгезична нефропатија имало во одредени земји и голем дел од пациентите кои што биле дел од диализните, хроничната диализна програма, еден добар процент биле пациенти кои што имале и ваква етиологија, значи на примање на вакви таблети кои што се лекови за намалување на болката. Освен овие лекови, секако во одредени состојби има потреба да се примаат антибиотици. Значи антибиотиците може да направат проблем со бубрезите. А безгрижно обично ги земаме. Многу знаат и за обична настинка да земат антибиотик за секој случај, покрај бројните препораки. Еве да знаат дека може всушност проблем да се направат со бубрегот. Апелите и на Светската здравствена организација е да се намали примањето онде кај што не е потребно на антибиотици, на прекумерна примена на антибиотиците, затоа што го прават организмот кога навистина ќе му треба антибиотик многу помалце осетлив и микроорганизмите многу помалку осетливи, особено на тешките болнички соеви. И многу е битно оние кои што се сепак достапни и во примарното и во секундарното ниво на антибиотици од групата на аминогликозиди да се дават со внимание. Не секој кој што ќе прими таков антибиотик ќе има проблем. Меѓутоа многу големо внимание, особено кај пациенти кои што веќе имаат одредено бубрежно нарушување и кај повозрасните пациенти. Доколку примаат од овие, доколку има потреба и е докажано дека треба да примаат со многу поголемо внимание, со адаптирање на дозата на антибиотиците, така би се спречило тоа што е навистина и акутно може да го оштети бубрегот, може некој пат да се врати, меѓутоа може да остане и во некој степен на бубрежно оштетување. Значи, секоја прескрипција на антибиотик треба внимателно да го гледаме пациентот што се има претходно и во која возрастна група е. Доктор, ќе ги споменавте пред малку контрастите при снимањата, кои што се употребуваат често. Можат и тие да доведат до проблем или пак ќе има проблем само оние пациенти кои што веќе имаат некаква бубрежна слабост? Исто така е многу битно ќе се излачуваат преку бубрезите. Така, се излачуваат преку бубрезите. Имаме радиоконтрастни снимања кои што се неопходни. Како што ги споменавме, интервенциите кои што се прават кај акутните инфаркти, кај одредени процедури кои што бараат контраст и кои што заради медицинска причина знаат да траат резонанца, компјутерска томографија таму има. Така, да, тие обично овие кои што бараат третман на акутни состојби знаат да траат подолго и да знаат да се примат и поголемо количество на контраст. Тогаш може и пациент кој што немал претходно бубрежно оштетување да дојде до оштетување, а секако кај пациенти кои што имаат некакво бубрежно оштетување, кај повторувани снимања со контрастни агенси, секако можат да направат оштетување. И тука имаме протоколи кои што треба да се земат во предвид. Добро хидрирање, спремање на пациентот претходно, хидрирање после процедурите, после снимањата, за да се намали тој ризик. Инаку, ако е витална индикација, тие процедури мора да бидат изведени, дури и снимките кои што ги споменавте вие, снимањата, меѓутоа сето тоа колку што е можно со помалце контраст и со претходна добра подготовка на пациентот. Така. Што е со дехидратацијата? Дали намалениот внес на течности, на вода, може да ни ги оштети бубрезите? Бидејќи има луѓе велат, мене не ми треба многу вода, една чаша во текот на денот доволно ми е. Така, има нели пиењето течности, исхраната има некој индивидуална склоност. Ова што го споменавме, знаеме, слушнеме дека одредени луѓе пијат помалце, некои пијат повеќе вода. Некој оптимален внес се смета дека е 2 до 2,5 литри течност, меѓутоа и овде треба да земеме во предвид каде живеат луѓето, значи не е исто во климатски услови кои што се студени и не е исто за луѓе кои што живеат во многу во предели со многу повисоки температури и за нас. Знаеме какви се зимските, какви се летните, особено македонските лета, колку може да бидат и топли. Во тој период исто треба да ја адаптираме хидрираноста и секако луѓе кои што имаат склоност особено кон стварање на камчиња, им даваме совет да не се остават дехидрирани, да внесуваат подеднакво во тек на цел ден. Знаеме сите кога сме на работа да заборавиме да се напиеме вода, забораваме да
јадеме, тој колку што може да се намали и тој внес на вода да биде подеднаков во тек на целиот ден. Како да ја пиеме течноста водата голтка по голтка, одеднаш? Таму нема некоја специјална, да, меѓутоа хидрираноста да биде во тек на цел ден, да не оставаме часови да бидеме без внес на течности, па после да пиеме од попладне или така, еден равномерен внес на течности. А акутната дехидрираност може да ги Да, секако акутна дехидрираност да е една од причините за оштетување на акутно на бубрежната функција. Дехидрираноста кај одредени состојби како што се опекотини, кај престој во екстремни услови, дехидрираност од состојби инфективни како што се повраќања, диареја, знаат да доведат до сериозна состојба на дехидратација и во таа состојба на акутна дехидратација страдаат и бубрезите и знаеме да добиеме кај одредени сериозни инфекции, губиток на течност и во тој период знаеме да доста пациенти кај нас завршуваат, дури имаат потреба и од хемодиализно третирање, да. Тоа е од тој дел на заболување кај што ги кажуваме како преренalна причина, значи независно од функцијата прават една сериозна дехидратација, дури одредени состојби како што се шокови состојби, значи како таргет орган е и бубрегот. Споминавте дека возраст е ризик фактор. Претпоставам колку сме повозрастни, толку поголем ризик имаме за овој проблем. Болестите на бубрезите исто така ги нам поминавте. Сега има и автоимуни некои болести на бубрезите. Значи сето тоа е ризик фактор. Е ризик фактор, да. Со старењето, како што споменавте, физиолошки се намалуваат функциите на сите органи, вклучувајќи ги и бубрезите, така да со секоја наредна декада е очекувано намалување на бубрежната функција, меѓутоа тоа е во склоп на старењето, не во склоп на болести. Тука треба да се внимава околу припишувањето на лекови, околу начин на исхрана, живот, да се даде препорака и кај повозрастната популација. Ќе ги поканиме докторки гледачите да се вклучат во денешната Телма амбуланта со нивни прашања. Од овој момент емисијата е контактна. А сега ќе преминеме на симптомите. Споминавте дека со години луѓето може да имаат бубрежна слабост и да не се свесни за тоа. Што тоа значи? Во почетните стадиуми нема никакви симптоми? За жал, овие болести одат многу тивко. Бубрезите не болат тогаш, бидејќи некако болката е поврзувана со бубрежна болест. Бубрежната болка која што е поврзана обично со сериозни инфекции на бубрежното ткиво, со сериозни калкулози, камчиња во бубрезите, се смета дека таа ренална колика, ренална болка е една од најјаките болки. После таа што е физиолошка болка породилната, во овие патолошки болки спаѓаат бубрежните колики. Тие се навистина многу интензивни. Сите тие што имале знаат како тоа изгледа и колку е тоа страшно. Е тоа страшно и колку сериозно треба да пристапиме да се смири болката. Меѓутоа, овој друг тип на заболувања кои што не се манифестираат со акутна болка, туку со симптоми. Во првите рани стадиуми, за жал, нема никаква симптоматологија, се додека не дојде до еден понапреднат стадиум, како ќе се манифестира пациентите Значи, веќе ако симптоми има, тоа значи болеста е во напреднат стадиум? Може да биде во напреднат и тука се манифестира со еден хроничен замор, неконтролирана хипертензија, промена во бојата на урина можат да приметат, промена на боја на кожа, дури веќе во навистина напреднатите стадиуми една поспаност, еден специфичен, како што го кажуваме ние, уремиски здив на пациентите, сето тоа упатува една анемија, која што упатува за можност за бубрежно заболување. Меѓутоа е многу битно дека во раните стадиуми нема некои конкретни типични симптоми. Заради тоа се препорачуваат скрининзите за да можеме поинаку да ги детектираме. Така. Вие ги набројавте повеќето од симптомите, ние што издвоивме,
би сакала отоците да ги искоментираме, затоа ќе ја погледнеме и нашата листа, значи симптоми што укажуваат на бубрежна слабост, односно на нефункционалност на бубрезите, тоа се уморот, вознемирен стомак или повраќање, проблеми со концентрацијата, оток, особено околу рацете или зглобовите, почеста потреба за мокрење, грчеви во мускулите, сува кожа што чеша, лош апетит и метален вкус во устата. Вие секако ја проширивте листата со уште низа други симптоми што се карактеристични. Мене ми беше необично дека има вознемирен стомак или повраќање, значи дека гастроинтестинални промени може да се јават кај бубрежна болника? Кај порастот на уреата, што е тој во делот на токсини што бубрегот не успева да ги isfrли, прави да има намален и други низа мали такви токсични молекули кои што бубрегот не ги елиминира преку урината, прават еден сосема поинаков вкус, прават да биде намален апетитот, едно хронично слабење на пациентите. И од тука металниот вкус во устата? Тој ние го кажуваме како метален, како специфичен здив имаат пациентите и некои нагони за повраќања, кои што траат извесен период, може да одат по други амбуланти да барат други заболувања и после извесен период лабораториската анализа да покаже токму вакви покачени вредности на уреа и на креатинин, а пациентите веќе кои што ќе дојдат со сериозна нарушена бубрежна функција со потреба од диализа, веќе ги имаат овие синдром на уремија, кажуваме, каде што има сериозни повраќања, нарушена свест, поспаност може, и тогаш е веќе во многу напредната фаза од и тука треба навистина брзо делување за да со апаратот кој што врши диализата го детоксицираме организмот и практично да се спаси човечки живот. Имаме двајца гледачи, јас ќе ги замолам само што по конкретни прашања да постават во интерес на времето. Добар ден. Добар ден. Повелете. Имам едно прашање до докторката. Така, ве слушаме, повелете. Се работи за 8 годишно детенце. Мокри ноќи. Аха, така. Добро, само да прашам докторката дали со детска проблематика. Добро, може. Значи детето има ноќно мокрење, колку време тоа трае? 8 години, по-долго време трае. Значи шекерот му е 5. Мератме, шекерот му е 5, он се ми пушта. Што може да се направи за да се реши проблемот? Ви благодарам за вклучувањето во програма. Обично детските нефролози се занимаваат со оваа проблематика, но ете и вие може да дадете насока. Прашањето, односно диагностиката понатаму ја препорачуваме да биде кај детски нефролог. Убаво е да се јават на клиниката за детски заболувања, да се направат дополнителни испитувања. Овде гледачот кажа дека тоа трае долго време. Може да се работи за одредени вродени заболувања на самите бубрези, меѓутоа може да се работи за одреден период, ако се јавил, ако прво немал, може и за психички состојби, така да треба навистина да се направи една поширока лабораторија, барем ехо преглед на бубрезите и уште еден преглед доколку докторите индицираат, еден скен на бубрезите кој што ќе покаже едни промени кои што се типични за одреден тип на заболувањата. Меѓутоа јас би препорачала доколку имаат ваков проблем да се јават побрзо за што детенцето е веќе 8 години, така. Да имаат простор да делуваат, било од која причина да е состојбата. Јас ќе го поканам гледачот да не следи во понеделниците кога го реализираме магазинот за родителство 0+ месеци. Наскоро токму оваа тема, ноќно мокрење кај децата, ќе биде обработена со еден од нашите професори по детска нефрологија. Да го слушнеме и следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, повелете. Едно прашање за појава на цисти на бубрезите. Така. Како може да се намали појавата, да се стагнира болеста? Тоа ме интересира. Ви благодарам за вклучувањето во програма.
Повелете, докторке. Цисти во бубрезите е една од честите состојби во нефрологијата. Една од цистичните болести е наследна и е сосема поинаква од другиот тип на заболување, кој што повремено може да се јави одредена циста и таа да ја следиме, зависи за каков тип повторно на болест станува збор или состојба. Дали се од тие вродените цистични болести, кои што исто треба поинаку да се третираат и да се гледаат, тие се фамилиарни веќе состојби. Може би некој пат прв е во фамилијата, некој пат има цела фамилија се повремено афектирани пациенти, дури дел од нив оделе на диализа, а за овие што ги кажуваме едноставни или симплекс цисти, тие треба да се следат доколку надминуваат одредена димензија и доколку прави проблем со болки, со компресија на другите околни органи, тогаш се прави секако треба следење, се прави пункција на циста, се евакуира течноста и повторно се следи понатаму. Меѓутоа тие се решаваат. Доколку се работи за другиот тип на заболувања, тогаш треба поинаков третман и треба да се каже точно за што се работи. Така, и еве добив знак дека мораме да завршиме емисијата. Јас само сакам сосема накратко оттоците кои што се вуваат кај бубрежната слабост, како изгледаат, каде се наоѓаат, како изгледаат на допир? Зошто се јавуваат отоци, прво да кажеме многу кратко, тој губиток на протеини што го споменавме сите. Претходно сериозниот висока протеинурија понатаму резултира со нарушување на тој цел статус на организмот, доведува до појава на отоци. Може да зависи повторно во која фаза и колку изразена протеинуријата, може да се појават само на долните екстремитети. Тогаш може да се јават околу зглобовите. Да речеме на двете нозе или може само на едниот екстремитет? На еден зглоб, тогаш веќе размислуваме за некоја друга состојба. Обично бубрезите ги двострано знаат да се јават на лицева регија, знаат да се јават околу очи. Подочњаците што се отечени или очните капаци ќе отечат? Очните капаци, значи околу очи, лицева регија знае да биде отечена и секако кај веќе напреднати стадиуми, кај многу висока протеинурија, тие се генерализирани отоци. Значи, сите овие површини на телото, значи се под целото тело може да отече, така? Кај почетните стадиуми или кај некоја акутно оштетување може да бидат само на долни екстремитети локализирани, меѓутоа веќе ако е понапредната состојба, знаат луѓето да дојдат, пациентите да дојдат и во еден сериозен вишок на течности кој што не се елиминира. Ви благодарам многу за денешното гостување во Телма амбуланта. Навистина прекрасни убави појаснувања ни дадовте кога станува збор за здравјето, но и болестите на бубрезите. Имаме уште низа прашања кои што планиравме да ги одговориме, но секако ќе се видиме повторно. Благодарам и вас. Се надевам дека помогнавме нешто да објасниме за гледачите, секако за сите дополнителни прашања, совети, консултации. Амбулантите на клиника за нефрологија функционираат. Секој ден имаме колеги кои што секојдневно работат и можеме да дадеме совети таму, а секако и следни гости во вашата емисија. Ви благодарам уште еднаш, почитувани доктор Ирена Рамбабова-Бушлетич, нефролог, директорка на Универзитетската клиника за нефрологија, беше денешна гостинка во Телма амбуланта. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте, ви посакувам пријатен ден.